Државното музичко училиште во Битола почна со работа со едно пијано и две труби на 17 февруари 1947 година. Во 1962 година покрај основното со работа почнува и средното музичко училиште, во кое до денеска учеле 51 генерација со 980 ученици кои матурирале. Многу нивни ученици денеска се оркестранти во операта или филхармонијата, работат како наставници или на друг начин се посветени на музичката уметност. Ова училиште, кое е меѓу најстарите во Македонија, синоќа со голем концерт, на кој над 100 хористи, над 60 оркестранти и 4 солисти под диригентска палка на Сашо Татарчевски, како и со настап на поранешни ученици кои се занимаваат со популарна музика, односно Каролина Гочева, Владко Лозановски, Димитар Андоновски, како и Денис Димовски, кој во чест на поранешниот ученик Тоше Проески ја испеа песната Тајно моја, одбележа јубилеј 70 години од формирањето. Секако дека сум многу задоволен заради тоа што ја почувствува прво присутноста на публиката, потоа реакцијата на публиката сама по себе. Да не зборувам сега од музички аспекти и критики, целата работа истече онака како што најчесто посакуваме да се случи. Јас сум исклучително среќен што успеавме да го направиме овој проект. Благодарност до сите учесници, видовте и сами дека стварно ги имаше во многу голем број. Сето тоа да се искоординира, да се исконтролира е напорно, но после ваков успех е големо задоволство. После синоќешниот концерт следуваше и средба на генерации, а од Државното музичко училиште во Битола најавија дека 70 годишниот јубилеј од основањето на училиштето ќе се слави во текот на целата година со низа активности.